Додека граѓаните крпат крај со крај и секојдневно ја напуштаат државата заради лошите криминални политики на власта, Никола Груевски и функционерите на ВМРО-ДПМН секојдневно се богатат. Ова беше речено на пресконференцијата на Општинската организација на СДСМ од Кочани, на која нејзиниот претседател Сашко Костов посочи дека пример на такво богатење е и градоначалникот Ратко Димитровски, кој добивал пари од фондацијата на американскиот бизнисмен со грчко потекло Џорџ Сорос за неговата компанија Европа 92. Никола Груевски и медиумските курири, платени со пари на граѓаните, водат хајки против борците за демократија, невладените организации и граѓаните што секојдневно протестираат, а молчат за огромните суми на пари што токму преку Сорос ги има добиено Ратко Димитровски. Еве, овој извештај покажува дека Ратко Димитровски за печатницата Европа 92 има добиено речисти 800.000 евра. Ова е веројатно најголемата сума што некој во Македонија има добиено од Сорос. Кочанските социјалдемократи рекоа дека постојано се прават манипулации во јавноста од и сите други, само нефункционерите од ВМРО-ДПМН добиваат пари од фондацијата Отворено општество Македонија или попозната како Сорос. Јасно е, секојдневните спинови и манипулации на медиумските курири, нападите на борците за демократија се само параван за прикривање на криминалните активности на ВМРО-ДПМН. Едно треба да е јасно. Ништо нема да му помогне на Никола Груевски, најмалку лагите на медиумските курири. Нема бегање од одговорност. Секој што го прекршил законот ќе одговара. На пресконференцијата Костов рече дека правда во Македонија ќе има, затоа што таа треба да биде општество со еднакви можности за сите нејзини граѓани. Истовремено најави дека во наредниот период преку слични пресконференции ќе се разобличат манипулациите и лагите, но и криминалното работење на актуелната државна и локална власт. Според него, јавноста заслужувала да знае кој е виновен за лошата состојба во која се наоѓа државата и нејзините граѓани.